Ново издание Аргумент Плюс. Добро вечер, почитувани гледачи. Вечерва разговор со професорот Гордан Калајџиев. Некако повеќе месеци се обидувам да ве договорам еве за овој разговор. Се договоривме, ви благодарам за прифатена покана. Повеќе од првиот ден на среќата. Па добро, не е баш така, ама добро. Го изменаџирав овој процес за овој интервју. Професоре, за две позиции сакам да разговараме, така и практично ви најавив. Сум пишала реформи правосудството е вака една ластик тема, дугачка и широка, и околу истрагата кочани. Ја прво сакам околу реформи во правосудството. Често го користиме зборот рестартирање, и тоа и за мене и тоа е многу растеглива и непозната, како да кажам, дефиниција тоа рестартирање, бидејќи како нешто општо да е. Но ја сакам за вове да ми кажете дали во моментов зборот реформи во судство и правосудство е жив процес. Па мислам дека зборот реформи е премногу употребуван и јас би бил многу по-внимателен, бидејќи ние со години назад од осамостојувањето зборуваме за реформи. Сме имале навистина некои зафати во правосудството што биле навистина значајни. Уставните измени врзани со обетите. Па, Бога ми, едно време имаше една значајна измена што никој не ја споменува, ниту ја проверува дали е ефикасна, кога целата првостепена надлежност ја префрливме на основниот кривичен суд. И со тоа практично го невозможивме поактивно да учествува во унифицирањето на пракса Врховниот суд, бидејќи он се јавува сега само по вонредни лекови, а порано беше второстепен суд за сите тешки случаи. И таа улога на воедначување на праксата ја вршеше многу полесно и повпечатливо. Тоа е едно од прашањата кои што не сме ги вистински проучиле дали и какви резултати даде. Имаме доста реформи предходно, во мојава сфера посебно, например, законот за кривична постапка беше сериозен реформски процес, што воведе нова улога на субјектите во постапката, воведе нов однос помеѓу обвинителството и полицијата, и денеска ние се соочуваме со практично една транзиција од сите тие предходни позначени реформски зафати, кои што во суштина не може да се изведат да се завршат преку ноќ, а за жал ние не ги следиме доволно, нити во последно време морам да ви признавам дека во држава е сосема мртва на полето на правни семинари, расправи и слично. Се сведе на некои базични обуки на академијата. Судиите сами меѓу себе се советуваат, има многу малку контакт помеѓу експертите и во овие работи. Јас, ако новинарски сега постапувам, повторно ќе ве прашам, дали во моментов на таа нарација и реторика, секојдневно слушаме, реформи во судство, судството има доверба на ниво на статистичка грешка, тоа е во анкетите, кога велиме плюс минус 3%. Тоа исто не е точно, но сега не би го... Јас ве прашувам дали на таква силна нарација, на едни ветувања пред изборите, пред парламентарните избори последни, дека неопходност, длабоки резови, рестартирање, дали во моментов не имаме жив процес. И не само во контекст на овој политички дел и ветувања, и во поглед на онаа реформска агенда што ние се имаме нели како некоја облигација преземена ако сакаме да дојдеме до тие пари. Таму ни себе јас ги извадив сите закони по листа, кој кога требаше да го донесеме и како ги пробиваме роковите. Имаме ли жив процес на реформи? Ние овој што го водите реформска агенда во смисла на процесот што го води активно Министерство за правда, и тоа е, не би рекол реформа, тоа е практично еден континуиран процес на унапредување или хармонизирање на нашите закони со европското законодавство, со компаративните решенија, со стандардите растечки на Страсбур од Судот за човекови права и слично, кои што се, да речам, битни, но не се единствени. На политичарите имаат еден сериозен проблем кој што они сакаат брзи решенија и овие законските измени им се најбрзи решенија. Меѓутоа, објективно,
нашите најсериозни проблеми не се во сферата на несоодветно законодавство. Ние на полето на законодавството, тоа го констатираат дури и сите кога дискутираат за тоа, е доста пристојна, нечено може да се напредува. И ние во процесот, особено при пристапување кон Европската Унија, ќе имаме и, би рекол, и една убава контрола и од Европа за тоа, дали навистина колку ги приближуваме законите до тие. Ако велите имаме квалитетни законски решенија, каде е проблемот? Не се сигурно законите главни генератори на кризата, но се најлесни да се променат и затоа секоја власт кој ќе дојде. Знаете како политичарите имаат еден сериозен проблем на ова поле, што барат брзи резултати. Брзи резултати вие не можете во ниедно комплексно подречје, па да сакате еве сега Вардар да го вратите во некоја лига, не можете само да историте дури ни пари или да решите да донесете нов тренер и тој тим веднаш да заигра. Така и во системот на кривична правда кој што е прилично статус кво. Они покрај овие, ние мака мачиме системските измени и концепцијски што ги направивме уште од 2010 например, да ги промениме навиките и перцепциите за својата собствена улога кај судиите, адвокатите, обвинителите. И тоа е систем кој што е инертен и кој што како што и да зборат, покажува една стандардна функционалност. Имаме стално меѓу 25 и 30.000 пријавени случаи, од тие на суд идат десетина илјади, најголем дел од нив завршуваат успешно под наводници. Вие зборите, статистички ако гледаме, судовите и обвинителствата кои што трпат најголема критика, они покажуваат во суштина најдобри резултати, бидејќи од аспект на ефикасноста, ја не викам дека тоа е секако што треба, но како мислите од аспектот на статистички на завршени предмети на она што најмногу се замера од јавноста е тоа како во смисла на недоволна ефикасност, дека наводно случаите што ќе ги припреми МВР, они на некој начин ќе ги застарат, ќе ги упропастат и слично, што не е точно. Во повеќе 90% од случаите тие завршуваат со осудителни пресуди. Дури, ја би рекол, поголемиот проблем е што во реалниот живот, што никој не води сметка доволно за аспектите на човекови права. Денеска во Македонија, ако ве дадат на суд, има огромни шанси обвинителството да го добие случајот и без тоа да е навистина подкрепено со докази. И сега, ова проблематична од тој аспект пракса, добро, под притисок на јавност и на политиката, се доведува до дополнителен стрес да има уште поголема наводна ефикасност, да има построги казни и имаме една сосема извртена перцепција кај политичарите, кај јавноста, дека проблемите со корупција и други со сообраќајот и слично во општеството ќе ги реши и само судството низ строга казнена политика. Тоа е сосема погрешно. Не, повеќе димензии отворивте. Ај сакам да додам едно по едно за да вака да бидеме малку попрецизни. Предлог закон за судски совет. Судски совет 5 члена беа во собрание интерпелација изгласана. Им беше не си дадо оставки луѓето. И Сдружение на суди Џолев и Камбовски, особено Камбовски, вели оставките и да ги дадат после интерпелациите, нема да значат реформа на судскиот совет, но ние веќе, министерот Филко вели, предлог законот за судски совет е готов. Ние имаме премиер во држава и факт е дека беше изгласана недоверба на овие 5 члена кои ја добиваат довербата од парламентот. Премиерот дури најави протести ќе има ако треба. Ќе повикаме на протести. Тоа е повторно врз основа на она што ни го сервира низ медиумите, политиката, повторено едно дефокусирање на проблемите. Прво, сум кажал повеќе пати, судскиот совет воопшто не е судски орган, ниту има било какво вистинско влијание врз правораздавањето, врз тоа колку и како ќе биде ефикасно судството. Но контролата, професора, е Оно е важно, оно е важно на политичарите. И зошто се политичарите заинтересирани? Они за жал не се заинтересирани за општо добро,
туку само за собственото влијание, бидејќи Судскиот совет, кој што е инаку институција замислена во младите демократии да придонесе за самостојноста на судството, ние успеавме со лесно да ја претвориме во алатка за влијание. Значи, преку Судскиот совет се влијае најповеќе врз унапредување на судиите, да ги мотивираме да бидат послушни, и врз претседателските места, кои што самите по себе нудат поголеми можности за влијание после меѓу судиите. И за тоа се борат партиите и повеќе за жал ние не гледаме bona fide пристап кај актуелната власт, па ни порано. Тука практично нема битни разлики. Истиве проблеми ние ги имаме скоро 20 години, ништо не сме мрнале. Ја прв пат сум пишувал, гледам наназад, кога одев низ интернет моите интервјуа и извештаите на Хелсиншки, уште од времето на Љупчо Ѓоргиевски и неговата влада, сум забележал дека државата, власта нема вистински интерес, ниту разбирање за поделбата на власта и почитување на судската независност, повеќе има интерес за конкретни влијанија. И тоа се нема поправено, променето до денешен ден. Не, јас знаете што ве прашувам прецизно, сакам малку, бидејќи немаме премногу простор и време, за судски совети за јавно обвинителство законите. Дали со новиот предлог закон, веројатно, знам дека сте го виделе, новите решенија, води кон департизација, деполитизација на ова тело, кон негова комплетна функционалност и да си ја исполни улогата за што ја има новото законско решение. Што е предложено, се уште не е ново, не е предлог. За Судскиот совет ние за жал не успеавме да отвориме никаква сериозна, прво, поопшта, а особено не научна дебата. Ви спомнав во литературата, за тоа мислам има пишувано, има од колега Денис Прешова, во литературата има доста негативни критики за тоа колку се успешни овие модели во моделите во транзиција. Советот на Европа, европските институции ЕУ генерално не најдоа подобро од ова решение, во кое што би веруваат дека може да придонесе во овие младите демократии некако да се обезбеди владење на право и правна држава и го форсираат овој модел без негово досегашно вистинско, особено не научно анализирање и критикување, бидејќи велам во литературата се смета дека овој модел во суштина не е успешен и е многу ранлив. И дури во времето кога, се сеќавам, кога го почнаме да го применуваме во нашата држава, веќе имаше, да речам, некакви знаци од злоупотребите во Бугарија, кои што говореа дека едно вакво тело, напротив, ќе придонесе, наместо да зголеми заштитата и транспарентноста, уствари ќе придонесе за полесно инструментализирање на политиката врз овие сепак тела. требаше да биде инструмент во зароди, што велите, во млади демократи, каде што И пак ние до требаше сега, да се значи ние сега зборуваме повеќе за персонални решенија. Персоналните решенија се од суштина, ние немаме најдено модел на отпор кој што ќе ги спречи политичките партии да подметнуваат своји луѓе. ВМРО исто покажа дека нудат на позициите клучни во оваа сфера повторно своји луѓе. Јас сум спомнал неколку пати од СИПИТИ, трпиме сериозна критика за политизација на местата во управата на санкции по затворите, дека се политички функционери и покрај лошите состојби во Идризово, таа е втора најголема забелешка, за која што ни прети политичка декларација, што ќе биде многу штетна, а има огромни проценти да ни ја донесат. И ќе ни биде богами голема сопка за патот према Европа, иако на тоа не се обрнува внимание. Што научивме ние? Научивме дека дури во едно најдемократско решение, кај што беше, верувам, она за Советот за јавни обвинители од организиран криминал, кај што самите обвинители бира, видоме дека дури тоа решение е порозно на партиските одлуки и влијанија. Значи, ден денес, кај нас партиите се немаат откажано, прво од генерална поделба на колачот,
во кој суд кој ќе биде председател, тоа не го одлучува судскиот Да, совет. ама не е само партискиот клуч, тука и непотизмот, што го говориме, нели, роднински, Се разбира дека се тоа покомплексно. како да се ова наследни функции по семена Се лоза. тоа комплексно, меѓутоа најголемите да речам влијанија кои што се најпроблематични се овие што доаѓаат од политиката. Да. И ние не гледаме, не чувствуваме дека воопшто си има некоја bona fide, некој нов ветар во смисла да се тргнат овие луѓе што се политички донесени и да се донесат на вистински експерти. А во овој дел, јас, професоре, сакам, еве, заради За Советот за прецизност... обвинители само да ви кажам. Ве молам, за да можем и кучени малку да го прокоментираме. Ама не Дали зависиме за закон за обвинителство, добро. Дали препознавате, еве, и во преку новиот предлог закон за обвинителство и за судски совет, препознавате искрена желба за промени? Искрена желба за промени. Ја повторно еве ќе цитирам или Камбовски или Џулев беа, дека не можеме да зборуваме за независност во овој дел од власта, зборуваме судската власт, кога зборуваме за тотална зависност од финансиите на владата што ги дава. Јас прашувам дали препознавате дека навистина владата прави обиди и праќа сигнали дека е решена да се справи со промени во правосудството. И во обвинителството, и во судството. Нема такви знаци, значи ево прво реков дека не се откажува од своите влијанија, второ нема вистински знаци дека сака да вистински да им помогне, например да се пополнат празните места, да им се даде повеќе буџет према тоа како е договорено и предвидено. Вие не можете да очекувате ефикасно обвинителство ако он работи со пола од систематизираните места и ако при тоа наидува веќе повеќе од 10 години на сериозни обструкции, на практичен план да ги екипира собствените истражни центри. Бидејќи е многу важно, една од главните новости во тој закон беше по примерот на Италија, да се има да се разбие монополот истражен на полицијата, бидејќи полицијата е многу повеќе политички зависна од обвинителството. Обвинителството сепак е по-професионална структура со повеќе гаранции за самостојност. И затоа е многу важно воопшто да постои механизам што нас не фали севкупно. А тоа е она што странци викаат checks and balances. Тоа значи дека овие мора да им дадете да дишат и да си ја вршат функцијата што се вика како знаат и умеат, без вие да им шефувате. ВМРО појде многу агресивно со тоа дека они ќе кажат што ќе се менува во овој сектор, со сериозни обвинувања и закани, не е добро судството и обвинителството да работи под стрес. Затоа не е ни добро за кочење, ако сакате да го премостиме и тоа, не е добро како беше решено приказната со обвинителот, кој што од една страна беше нападнат со сериозни оправдани критики за досегашната работа и резултати, а особено би рекол она последното што го беше лошите меѓучовечки односи и карамболот што искочи меѓу Висшето скопско обвинителство и Републичкото, што е недопуштиво за една организација од таков тип, која што инаку треба да функционира и тоа пред очите на јавноста, без законски безпрекорно, без воопшто да остава било каков сомнеш дека тука внатре се дешаваат карамболи, а они богами не го завршија никогаш ни она аферата со прислушкувањето во обвинителството, не добивме јасни на обвинителите што беа прислушувани со телефоните, да. И сето тоа остава една. Знаете дека нас како свако чудо за 3 дена. Да, професоре, знаете што, колку неблагодарно и неубаво да звучи, например, моето прашање, ама еве, дали оваа трагедија со Кучани може да врати довербата во правосудството од аспект на, како велат представници на власта, ефикасно се спроведува истрагата, пред истрагата, нема никој да биде поштеден, секојдневно се праќаат такви пораки дека секој кој со своето постапување или непостапување придонел за таа трагедија, ќе биде изведен пред лицето на правдата. Па има прво разлика меѓу риторичките пораки и действувањето. Значи, од една страна видовме дека се оди дури пред лавоко, а од друга страна се остава тој впечаток дека некои функции и позиции се поштедени. Морам да признам дека јавноста е со право огорчена за тоа што не добива конкретен одговор, што било всушност со таа и како се одвивала таа акција вечерта.
беше нели на почеток многу скромно, па случајно бил еден шопрел таму сам бил тој што погинал, па искочи дека дента биле таму и началници и чуда дека таму била во техникова поголема акција. Мислите дека има се уште прашања кои не се одговорени, ај вака да сублимираме. 60 до 70 осомничени до сега, 14 до 15 од сите осомничени се во ефективен притвор. Останатите полекан или се пуштија на домашен, или со мерки за предпазливост, се обевен е предметот. Дали мислите дека, еве, досега се постапува, како се вели, by the book, како вели министерот, чекор по чекор, обвинителството професионално? Да, ме прашавте какво влијание има тоа што е шокантно. И дали може да има влијание? Има добри и лоши страни. Од една страна ги отрезнува сите, нели? Ако ќе добиете шамар, тоа има и добра и лоша страна, на еден начин и во освестува. Сепак мора многу да се внимава дека правосудната функција, истрагите, независните истраги, особено судењето, бара една мирна атмосфера. Мирна и сталожена атмосфера без притисоци на јавноста. Овде, за жал, имавме голем притисок на јавноста. И јавноста добро, јавноста е неука, нормално на секој голем настан реагира кој што реагира. За жал и брзо, често пати брзо заборава. Нас не загрижува реакцијата на власта. Ние сега добивме на почеток особено, сега тоа малку се коригираше. Имавме секој ден на телевизија, лично премиерот искачаше, па министерот за внатрешни, па дури на крај, откако решија да го прифатат во своји редови, што е исто така проблематично, бидејќи според мене он е сега на некој начин уценет во смисла да постапува на начин со некоја самоцензура, што ќе мисли како власта ќе ги перцепира неговите постапки за да обстане на својата функција. Тоа е незамисливо и тоа е погрешно. Значи, никој не смее да работи на кривични случаи, водејќи сметка од тоа како ќе се одрази тоа на неговата кариера, позиција, функција. И овој не е во добра позиција, бидејќи објективно е доведен на краток синџир и во крајна линија тоа е голема одговорност за власта, бидејќи ако се изјавови после работата, ќе искочи како некој што е неспособен, вие го оставивте. Значи, мислам дека со тоа направија повеќе погрешен чекор отколку добар. Тука имаме и нови практики и целата приказка со толкав број обвинители, толкав број на засегнати луѓе, секојаш еден кривично правен настан има своји опашки поблиски, подалечни и она што го зборуваме нели за каузалитетот, меѓутоа јас мислам дека во овој случај заради притисок на јавноста, демек сега сме ефикасни, толку и толку луѓе и толку наназад ги обвинивме. Од она и што го разговарав и со повеќето колеги кои што и во академските структури и во практиката речиси едногласно е дека каузална врска со оваа последица тешко може да се восстанови толку наназад кај градоначалниците, кај можеби има, ако се најде некоја основа за одговорност во смисла на пропуштање, или некоја корупција ако се открие, тоа не можам да гарантирам. Меѓутоа, за вокално-незалниот линк спрема конкретната несреќа во Кочани, тоа е предалеко и тоа е ношто двеоштрици за нив. Значи, утре кога ќе дојде предметот на суд, ќе има сериозни правни проблеми тоа да се докаже. Професоре, на крај сме од разговорот, министерот за внатрешни работи Тошковски во едно гостување деновиве ги повика вака експертите и сите нас да се воздржиме од коментирање, бидејќи не можеме да коментираме ако немаме увид нели во обвинителен акт и така натаму. Во таа смисла сакам да кажам. Но наша задача, обврска на јавноста е ние сето тоа нели да го коментираме и да го анализираме, барем од она што го имаме како располагање од информации.
најголемите прашања на јавноста се насочени. Актуелен министр за економија, актуелен прв човек на пазарен инспекторат и улогата на МВР. Но улогата на МВР не преку не само преку локалните полицајци во Кочани. Улогата на МВР преку БЈБ и тие оперативни некои надлежности што ги има во вакви случаи. Па, значи вака, ја исто го слушнав и бев згрозен од изјавата на министерот за внатрешни Тошковски, дека експертите треба да молчат кои сакале добро на Македонија. Ја не би сакал да живеам во држава кај што единственото добро, единствениот глас ќе биде власта, тоа е тоталитарна држава, каде што никој ќе нема право да коментира, да критикува и слично. Се разбира дека е точно дека ние знаеме помалку од нив и така и треба да биде, впрочем истрагата во дел е тајна. Иако мислам дека они тука може да трпат критика, од една страна можеше премиерот да вади документи кои што иначе не смее да ги има за фалсификувани или не да ги покажува ако му одговара. А тие беа врзани со презумција на невиност на конкретни луѓе. Име презиме се кажа Име презиме, да, господјата е уште во притвор. А од друга страна овие тешки прашања ден денеска гледаме дека ги избегнуваат и тогаш станува истрагата тајна и ќе добиете за 2 месеци. За 2 месеци можеби нема народот да го интересира. Знаете како не е убаво да зборам вака, меѓутоа се сеќавам многу добро кога паднаа двата авиони и кога тоа беше секојден прашање, вака било, така било, причини на друго. На крај после 6 месеци кога дојде извештајот службен, тоа помина меѓу последните во дневникот и никој не го веќе дебатираше. Да речем беше потрошена тема на сите им беше веројатно малку оваа колективна некоја трагедија, бидејќи деца се во прашање, очекувам дека наша обврска е да држиме темата, зборувам за да видиме таа правда. Видите, значи трагедијата, ја ги гледам и дури лично се препознав, не знам дали мисли на мене и родителите, они кажува и некои забелешки за тоа дека се јавувале експерти адвокати кои што ја спорувале оваа верижна одговорност наназад, во смисла дека не се задоволни со тоа, не им треба. Они се родители и нормално е да бараат одговорност. А одговорноста на властите, одговорноста на експертите, на медиумите, е сепак да се држат до правото. Значи не е добро, што сега ја и преска да кажам, не завршив, не е добро да се создават нови правни практики, бидејќи ова е сериозен случај и овој ќе остане трага. И така кој што ќе решат судовите, можат да решат многу лесно под притисок на власта или на јавноста во некоја насока што можеби не е правно издржана, ама тоа нема да важи веќе тоа толкување само за тој случај, ќе почне да се применува на други случаи. Од минатото, од идната и се работи за меѓу другото и за правна сигурност. Значи кривичното право навистина е една сериозна морална критика и правна. Во случајов морам да признам дека и немаше доволно разграничување кој евентуално може да трпи морална, кој правна, кој политичка одговорност. И малку со сила се оди на тоа да се форсира за сите правна одговорност. Правно, и дефиницијата мислам дека во оваа фаза иста е за сите, иако се 5 вида на кривични пријави со различни содржини. Зборувам со различна причина за осомниченост. Кажа министерот за внатрешни работи, 5 кривични пријави. Морам да кажам, кога имате случаи толку назад од причинските врски, кога се тие со пропуштање и од небрежност, многу имате проблем да ставите на одговорност таква последица фатална и луѓето да ги пратите можеби за некои релативно ситни пропусти, тие секогаш има ризик и ситен пропуст да резултира со голема трагедија. Тоа се случува во животот. Меѓутоа, наша одговорност е да посочуваме на тоа како експерти, како практиката треба да речам да им служи на правните норми и во таа смисла
не би ги сопирал јас експертите, иако тие немаат информации толку како што имаат истражните органи. Мислам дека власта греши кога ги става сите што се критички настроени или со различно мислење, а ја по дефиниција сум секој што тие кои да е власта, одма како непријатели. Мислам дека треба да го земат дека е тоа придонес како еден вид различно мислење кој што е за нив пријателско мислење, bona fide, да го имаат у предвид кога самите разгледуваат до каде се и како понатаму. Да, ја не викам дека треба мене да ме слушаат и дека ја тоа што ќе го кажам е дојдено директно од некој извор на... Да, но да се подсетиме како беа и меѓу првите приведувања кога јавноста прашуваше каде е актуелниот градоначалник на Кочани за морална одговорност, вие спомнавте, никој не понесе, освен тој најави самиот, па беше потоа приведен, па и под правна одговорност. Сакам да кажам, јавноста легитимно е да ги поставува овие прашања. Нема ништо спорно во прашањата. Дел од апсењата се директно под влијание на јавноста, а ја би рекол за жал и дел од притворите. Мислам дека и во овој случај и во други, кај нас притворот многу често при некој случај што покажува, за кој што покажува интерес јавноста и за кој што покажува загриженост, државата сака да реагира, одма да покаже дека тука има држава, има власт, у притвор се луѓето. Или у јавноста се проширила апси. Па не е тоа баш така апси. Ние не сме полициска држава, па сега одма апси или одма у притвор. Притворот мора да е оправдан и врзан со освен со сумневање за кривично дело, со реална опасност од бегство или повторување на делото. Влијание и така натаму. Така што, ова сигурно не се од таа група на криминалци кои што се опасни по својата карактеристична природа и слично. Но имаме високопрофилни личности таму, мора да признаеме, професоре, поранешни министри, поранешни градоначалници, началници, не знам, архитекти, државни секретари, еве да кажам, од инспекторати, пак се високопрофилни и сензитивен е случајот, аше да бараме одговори за правда секако во тој контекст, вела дека ова ќе биде најкомплексниот случај, колку 11-13 обвинители со 70 осомничени до сега. Тоа исто многу дубиозно. Тоа ќе видиме како сето тоа ќе изгледа. Како тие меѓу себе ќе се координираат, кој кого испрашал, кој што дознал и како ги поврзуваат, они не се еден ум. Не е случајно што обично и на најтешки случаи обично работат двајца инспектори. Разбирате? Затоа што треба да ги поврзате сите впечатоци од сите сведоци и други работи за да се усмерите сликата. Да усмерите кај што треба. Обвинението средина негде на јуни ќе видиме, велат властите, ќе биде издржано, се собираат докази. Проширување на истрага се уште нема, но ајде, може и тоа да се случи, има време. Гордан Калајџиев, универзитетски професор, ви благодарам за овој повеќе од 30 на минути разговор. Полно главец. Благодарам. Почитувани, го одјавувам аргумент, од мене пријатно.